Премиерот Димитар Ковачевски директно не одговара во каков формат се разговара со ДУИ за председателските, а потоа и парламентарните избори. Тој вели: И трето, со сите коалициони партнери разговараме. Меѓутоа, во моментов разговорите се на ниво на анализи, во моментов разговорите се на ниво на програми, на визијата за државата, а не се насочени кон детали во однос на тоа како би изгледале претеничките листи. За оставката која произлегува од законот за пражинската влада и кога би се разговарало со ВМРО ДПМН за техничките спецификации, Ковачевски изјави: Во однос на оставката, таа ќе биде во законски рок поднесена, верувам на крајот на неделата после следната, за да може да се и вчера имаше соопштение од собранието колку што видов во однос на датумите за гласање на техничка влада, така да тој дел ќе биде завршен така како што е пропишено согласно со закон. А второ, со ВМРО ДПМН ќе имаме средба на која што ќе поразговараме околу подготовките за изборниот процес. Она што за граѓаните, особено за гласачкото тело на Социјалдемократскиот сојуз е интригрантно, е и прашањето дали Пендаровски повторно ќе ја добие поддршката за председател. Што се однесува до председателот Пендаровски, јас јавно имам кажано дека тој успешно го извршуваше својот председателски мандат, се држеше до вредностите за кои што се залагаат коалиционите партнери, кои што го поддржаа при неговата кандидатура кога беше избран за председател. Исто така ги поддржуваше евроинтеграциите на државата и сметам дека сите граѓани ги третираше со еднаква почит без разлика на нивната припадност по било кој основ.